Поповски, колку француското противење за почеток на преговори за земјава и за Албанија може да се поврзува со Брекзит? Читајте многу материјали за тоа од инсайдери во Брисел. Една од забелешките после октомврискиот самит беше дека отсуството на Британија му помогнала на Макрон да го стави ветото во октомври за Македонија и за Албанија. Бидејќи веќе имаше наредба, да кажам, одлука на Борис Џонсон, представниците на Велика Британија да не присуствуваат на состаноците, освен на некои пониски структури. Така што и тоа било забележано, бидејќи Британија, како еден од најголемите заговорници за проширување кон посткомунистичка Европа, наеднаш со незиното излегување остана тој простор непополнет. Не знам, вие се сеќавате кога еден од можеби најдобрите директори, генерални директори за проширување беше Майк Ли, на Европската комисија. Британец, да. И тој направи извонредна работа за сите земји. Сега во овој празен простор, сака нормално, кој што Британија ја играше улогата на некаков, да не кажам мост туку, и пречка и мост меѓу Франција, Германија и останатите земји во Европската унија, особено нордиските, Холандија и Ирска, сега тој простор е оставен празен. И тоа го гледаме и по постапувањето на Макрон. Сега тој најнаш сака да се постави како главен играч во Европската унија и тој да наметне агендата за геополитиката и за внатрешното уредување во Европската унија. Мислам дека ќе има последици ова отсуството на Британија, затоа што Британија незиното залагање за проширување беше мотивирано од неколку различни аспекти. Надворот едниот беше дека треба да им се дозволи на посткомунистичките земји кои што беа во режими кои што беа недемократски, не беа во согласно со демократските правила на Европа, да влезат на истата маса со европските демократи. Втората работа е што преку источниве земји, преку зголемувањето на бројот на членките од исток и југот на Европа, тие посткомунистички земји, да се пренесе тежиштето на доминација во Европската унија од Франција и Германија на малце поширок терен, во кој што Британија заедно со нордиските земји и овие посткомунистички земји ќе биде противтежа на оската која што ја командува Европската унија. Сега со излегувањето на Британија веќе има назнаки дека се формира еден друг блок на противтежа во кој што се Ирска, кои што се залагаат за тие слободна трговија, либерални вредности и единствен пазар, Ирска, Холандија и трите нордиски земји. Тука тој се создава еден таков блок, тој ќе нема истата сила како кога беше и Британија, но ќе се создаде еден блок кој што треба да им се спротивства на јужните земји како Шпанија, Италија, Грција и во кој спаѓа и Франција, а Германија тука да балансира меѓу север и југ. Па ќе видиме, никој не знае како ќе се случи.